civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Најважното што ќе се случува на глобално ниво и пред се на европско ниво и кое што нас како земја нужно ќе не зафати, и тоа не ми е предвидување, туку тоа ми е сознание, до кое што доаѓам врз база на читање на европски документи кои што јасно ги кажуваат тие нешта, а тоа е од тие нешта, значи нашите обврски што произлегуваат од процеси кои што ќе се одвиваат на ниво на Европска Унија и на ниво на воопшто континентот на Европа. А па сето тоа е зафатено од еден глобален тренд. Најпрвен се забрзува долгорочната цел на Европската истражувачка област, се вика ERA, European Research Area. Значи, се забрзува спроведувањето на стратешката цел која што и веќе постоела, а тоа е така наречената дигитална транзиција и зелена транзиција, тоа се вика двојна или близначка транзиција на континентот и на ниво на ЕУ, ќе се забрза како резултат на искуството со COVID. Значи, прво пандемијата ни покажа дека можеме да бидеме продуктивни како општества, како индустрии, како институции, тука се вклучени образовните, научните институции и нивната тесна поврзаност со економската продуктивност, дека можеме да бидеме продуктивни ако ги исцрпуваме до крај во сиот нивен капацитет алатките што ни ги дава IT, општеството, технолошкиот развој на тој план, едноставно општествено-техничките алатки на ниво на информатичка технологија. Значи, максимално исцрпување на тие капацитети, продлабочување на тие капацитети. Европа ќе продолжи со се подлабока дигитализација на администрирањето на целото општество. Значи, се веќе не е само она и влада, отворена влада, што за која што слушаме последната деценија и повеќе на ниво на ЕУ и овде, туку уште подлабоко суштинско дигитализирање на општеството, нешто што го посведочевме во изминатата година, но сега ќе го видиме посистематизирано. Друго, Европа веќе неколку години наназад за своја стратешка цел, економска и геополитичка цел, во центарот, значи, на тие цели, всушност не е само една цел, но во центарот на тие цели ја поставува целта на забрзан технолошки развој, каде што технолошкото производство, значи не само производство на технологија, туку и иновација на технолошко ниво и воопшто научна иновација треба да стане еден од главните продукти на Европа за да ја задржи својата компетитивна предност во однос на другите глобални играчи. Да упростам за да не биде толку абстрактно, да речеме целата надмоќ моментално игра на надмоќ меѓу големите сили, меѓу Кина и Америка, например, во трката на технолошкиот развој. Технолошкиот развој значи и економски развој денес. Тоа значи дека образованието, иновацијата и економијата се иманентно врзани. Не како порано, како пред 10 години, дај да произведуваме кадри кои што се бараат на пазарот на труд, и тоа е ефтина вокацијска и ефтина работна сила, физичка, мануелна работна сила. Не. Сега целта е Европа да се трка
со иновации на пазарот на иновации, за да ја задржи својата компетитивна острица дури и во геополитичка смисла. Македонија е постојано потсетувана во последните 2-3 години дека треба да се придружи на спроведување на овие цели. Економскиот развој според препораките на ИПА 2 веќе од 2017 ни е директно врзан со иновацијскиот развој, значи ние во таа трка треба да се приклучиме на Европа, а не да се нудиме како ефтина физичка работна сила. Ние сме поканети, значи, да учествуваме, се очекува од нас да учествуваме во тој процес и за такво нешто се потребни длабински реформи. Сите тие иновацијски процеси денес се темелно интердисциплинарни, значи станува збор за длабинска интердисциплинарност, кај што дури и области како филозофија и технологија се интегрира за да, не знам, за да осмислат што е, вештачка интелигенција, мора да го постават, например, прашањето на свест. Така што дури и тие области што порано се чинеле неспојиви, сега тесно се спојуваат, да не давам и други примери. Значи, длабинската интегративна интердисциплинарност е тоа што ја дава предноста на лидерите во ова трка на технолошка иновација, која станува и економска и геополитичка трка. И ЕУ си постави за цел со новата стратегија European Research Area 2030 да ја заакне својата улога на глобалната сцена, која што е намалена, како што сметат, и се очекува од земјите аспиранти да учествуваат рамноправно во овие процеси. Заради тоа мислам дека најновите реформи предложени од Министерството за образование и наука, што ги видовме на ниво на основно и средно, треба да се продлабочат во правецот во кој што тргнале, од ова што до сега го знам. Треба да се кренат на ниво и на високо образование и напредно истражувачко ниво, бидејќи со класичните дисциплинарни поделби, со неразбирањето на оваа филозофија што сега ви ја представив, ние сме надвор од играта. И според секторските реформи што ги предложи Франција, ние ќе останеме далеку назад на опашката на план на образование и иновацијски развој, ако не се спроведат овие реформи. Значи, се надевам, очекувам и се надевам дека кај нас ова ќе биде главниот процес во општеството идната пролет и идната година и дека со тоа ќе фатиме некаков приклучок со речиси идентичните процеси, само на повисоко ниво кренати, што се одвиваат на ниво на земјите членки на Европска Унија и другите рамноправни членки на истражувачката област на Европа и високообразовната област на Европа, во кој што патем Македонија е рамноправен член. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.